Добар ден, криптоентузијасти. Денеска имаме една посебна тема која што сакам веќе некој време да ја обработам и искрено да ви кажам право една од многу битните теми кои што треба да ги поминеме конкретно за наредниот bull market. Значи, ако се сеќавате, веќе ви кажавме дека дел од нашето портфолио планираме да го алоцираме на метаверс проекти, од кои денеска ќе разговараме за три кои што веруваме дека се едни од најпотенцијалните, а тоа е Sandbox, Decentraland и Engine. Ќе зборуваме за сите еден по еден, ќе ви објаснам за што станува збор, зашто се овие токени толку битни за нас и што уствари планираме да правиме со истите. Значи, за почеток прво да кажеме дека сите овие три токена се уствари изградени на Ethereum блокчейнот и истите се governance токени, односно токени со кои што се тргува и со кои се користат на пример за донесување одлуки во светот на Sandbox, Decentraland, како и Engine, кој што сам по себе е сосема друга технологија, за која што ќе разговараме подоцна. Прво за почеток сакам да започнем со Sandbox, кој што е уствари еден од најголемите, иако поголем, да речем, фаворит сум на Decentraland, ќе започнем со Sandbox. Значи ќе направиме анализа на самите токени, откако ќе направиме прво објаснување што истите представуваат и ќе продолжиме од таму понатаму. Сега, за почеток сакам да ве запознам со самиот проект Sandbox. Значи, Sandbox представува своевиден виртуален свет. Значи, ова е целосен виртуален свет, како што може да видите, ова е неговата мапа и ова се уствари по линијата кои што се купени од индивидуи и од компании. И тоа можеме да најдеме компании како што е, на пример, Atari, знаете и сами, тоа е една од оние софтверски гейминг компании. Значи, можеме да најдеме огромни имиња. Овдека ги има и Adidas и Nike, само не може да ги најдем точно во моментов. Добре, Snoop Dogg, на пример, нешто што можеме да видиме веднаш. Гледаме дека некои од нив дури имаат и по 2 или повеќе. BitBoy Crypto, најголемиот канал на YouTube за крипто сферата, Ubisoft, нормално знаеме кој е Ubisoft студиото, значи доколку и самиот Binance има огромни полиња купено, Market Coin Cup, Gemini менувачницата. Значи гледате овдека станува збор за огромни имиња кои што веќе имаат закупено простор, а едно од овие полиња кошта некогаш и по десетици, ако не и стотици илјади долари. Значи зборуваме за едно квадратче од оваков тип. Значи ова мало квадратче кошта десетици, ако не и стотици илјади. Понатаму ќе ви покажам, значи ќе имаме отворено маркетплейс на следните табови, ќе ви покажам како тоа изгледа. Но поентата ми беше само да ви покажам дека ова е уствари целосен свет во кој што луѓето буквално може да влезат и лично да се движат низ него. Еве, само за момент ќе ви покажам како тоа изгледа. Еве, чисто да видите како изгледа, че ова е чисто позајмено видео од некои од луѓето кои што играат на самиот Sandbox. Че може да видиме дека буквално е на некој начин слично на доколку сте играле оние мали игри како Minecraft, каде што буквално може да се движите ни самиот свет, да купувате, да правите буквално што сакате. Значи многу голем свет каде што има многу големи опции. Значи може да видите дека е енџинот сам по себе направен како и самиот Minecraft. Значи можеме да видиме дека генерално станува збор за не толку совршено 3D место, каде што можеме да буквално да правиме се од посетување казина до играње игри и слично. Значи едноставно самото по себе е огромно место. Значи тоа е буквално своевидно колку еден огромен свет, каде што може да направите свој карактер и да играте, да работите, да правите што сакате буквално во самото видео. Сега идејата е дека сите овие полиња кои што ги гледате овдека сами по себе, значи сите овие компании уствари прават собствен свет кој што дел од нив представуваат места за игри, дел од нив представуваат, како што рековме, казина, игри на среќа. Значи може да најдете се од арт галерии до, значи буквално се може да најдете на самата мапа. И работата, значи поентата на целиот овој свет е буквално да направи место каде што луѓе ќе можат да се најдат надвор од вистинскиот свет. Значи дури компании од светот закупуваат канцелариски простор каде што наместо да се доаѓа во канцеларија, значи луѓето буквално онлайн доаѓаат во Sandbox или во метаверсот, каде што истите, значи во оваа канцеларија работат во допир со останатите своји колеги. За сега тоа е направено на монитор.
и истото е направено на некој начин дводимензионално, затоа што се уште можеме да го играме тоа, буквално да го користиме на обичен лаптоп, да речеме, но понатаму се планира, значи, големи компании да влезат во метаверс, посебно во следниот булран, и тоа зборуваме, значи, како што може и самите да знаете до сега дека Facebook најави дека ќе прави свој метаверс, многу сличен на овие кои што веќе се овде, Sandbox и Decentraland, со тоа што идејата е дека многу е голема веројатност дека значи ваквите светови ќе бидат поврзани еден со друг. Значи тоа е единствениот начин како би коегзистирале, затоа што како што може да знаете и сами би биле на себе си конкуренција доколку не успеат да најдат начин како да ги поврзат еден со друг. Затоа и веруваме дека тоа и ќе се случи. Посебно со оглед на фактот дека Sandbox е овде од 2019, а Decentraland од 2017 година, како и Engine, што значи дека било кој нов компетитор на пазарот ќе мора на некој начин да најде начин како да се работува со постоечките метаверси, и затоа мислам дека е многу паметно да се има дел од нивните governance токени, односно Send и Mana. Ќе разговараме за нив подоцна. Само чисто сакам да ви покажам каков потенцијал самото ова има. Значи дури и за оние кои што се опоненти, односно кои што не им се свиѓа самата идеја на Decentraland дека луѓето треба да живеат во компјутерска реалност, никој не вели да живеете во компјутерска реалност. Вие купете токени и остварате профит од истото, а кој сака да живее, тоа е негова одлука. Затоа јас лично би ви предложил да си купите Send, значи еден од оние три, да речем, најголеми метаверс и NFT engine токени, кои што сами по себе моментално може да ви донесат огромен профит, затоа што најавата на Facebook да влезе во метаверс светот доаѓа не само како Facebook, него во соработка со големи корпорации како што е Microsoft, како што се Samsung, како што е Sony. Значи сите овие корпорации да придонесат од типот на пример Facebook ги носи луѓето кои што би биле дел од самиот метаверс. Значи идејата она што досега го имаме разбрано, да речеме, од таквата соработка е дека самиот Microsoft треба да се погрижи за софтверот, Sony треба да се погрижи за хардверот од типот на правење на, знаете и сами они имаат оние 3D очила кои што имаат smart functionality и слично. Значи сите овие големи корпорации некој начин да допринесат со еден дел, со тоа што заедно ќе направат еден многу подобар метаверс од оние кои што веќе ги имаме на самиот криптопазар. Следно што сакам да ви покажам е самиот NFT маркет кој што го имаат моментално Sandbox, еден од најголемите, нормално како и самиот Decentraland, каде што како што може да видите, можете да одберете големи колекции во однос на компаниите кои што веќе работат овде, како што може да видите Atari или било кој друг, и можете да видите дека сите овие може да бидат купени во однос на тоа дали ќе бидат купени со самите Send токени или ќе бидат купени со сега ќе покажам прилика како изгледа самото тоа. Значи гледате, може да видите оприлика колку кошта еден од овие, ова се како што може да видите одреден гир за вашиот карактер. Значи само еден пар чизми кошта $1354. Еве, шлем и од $354. Че ова е некоја колекција, претпоставувам, ако отидеме надоле имаме и други. Сакам да ви кажам дека ова е уствари креирано од некој, значи моментално имаме отворени полиња за работа на самиот Sandbox, каде што луѓе кои што сакаат да дизајнираат работат за самиот Sandbox и овие NFTs ги креираат, кои што подоцна се буквално продадени на овој NFT пазар за луѓето кои што играат на самата игра. И гледате, до сега не успеав да најдам ни еден ајтем кој што е помалку од $541. Нормално имаме и послаби ајтеми во однос тоа дали се Epic или Rare, значи во однос на нивната боја, како и да е. Оно што сакам да ви го покажам е дека многу голема сума на пари моментално се вложува во самиот метаверс, а тоа само ќе се зголемува. Значи гледате, било што ова се обични статуи кои што се користат за украсување на вашата недвижност доколку имате недвижност во самиот метаверс, во самиот Sandbox. Значи гледате, ова се одредени значи работи кои што би можеле да ги ставите во некоја куќа која што може сами да изградите. Значи доколку купите место, недвижност, гледате. Значи имате буквално секаков тип на ствари кои што може да ги купите во метаверс, во тип на NFTs и да ги релоцирате каде вие сакате, со тоа што ви е потребно да имате ваша недвижност. Еве гледате. Значи зборуваме за едно обично квадратче на кое што не може да ставите ни, не знам, една маса да речеме. Кошта 1,6 етериум во денешно време.
Замислете колку кошта тоа кога станува збор за full blown bull run. Значи колку повеќе сме блиску до bull run, како што може да видите, толку и поголеми ќе бидат цените за овие мали количини на недвижност. Значи има доста од луѓето кои што во 2017 година успеа нели да направат добар профит во однос на bull маркетот, кои што својот профит во одреден дел го вложија во недвижност на самите, значи како што се Sandbox и Decentraland претежно затоа што Decentraland сам по себе од 2017 година, кој што како таков достигна огромна цена затоа што доколку можеме да споредиме, значи за разлика од Sandbox Decentraland, значи доколку се придвижиме на Decentraland Marketplace, чисто да видите колку прилика едно квадратче би коштало, значи гледате најевтиното што можеме само на првите овие да го најдеме е околу 4000 мана, со тоа што 1 мана моментално е $1 прилика. Значи, како што можеме да видиме, значи најевтиното кој што е, нели, чисто да не навлегуваме во целиот маркетплейс, значи најевтиното што можеме да најдеме е околу 4200 мана, како што може да видите се и многу поскапи во однос тоа каде се наоѓа делот кој што сакате да го купите. Зборуваме за $100,000 за ваков вид на недвижност која што може да купите, со тоа што, како што реков, значи многу луѓето своите профити ги вложија во недвижност на овие места, со тоа што, како што може да видите, Decentraland самите по себе продаваат директно на својот маркетплейс, значи недвижности, додека за разлика од тоа, на пример, Marketplace може за недвижност на Sandbox може да најдете како на самиот Sandbox, така и на OpenSea и на други места, затоа што, како што рековме, и самата недвижност, како и сите оние предмети кои што се користат во метаверсот, се NFTs, односно се токени кои што можат како такви уникатни да бидат дадени на било кој, нели, или продадени во однос тоа како нели, каква е вашата желба, дали сакате да го продадете, дали сакате да го дадете на некој, практично се може да бидат трансферирани од едно на друго лице. Сега, пред да продолжам за Decentraland, би сакал чисто да напоменам дека во однос на CoinGecko и Market CoinCap моментално има нови табови на самите страни како што се категории во оваа ситуација, чисто ви покажам како може да ги најдете овие токени исклучиво, затоа што во денешно време, како што може и сами да видите, значи самиот крипто пазар станува толку голем што моментално се дели на повеќе посебни категории, како што се на пример во однос на екосистемот кој што потекнуваат или пак дали е DeFi, дали е нешто друго. Значи во оваа ситуација кога ќе влезете на категории, посебно CoinGecko, затоа што таа страна повеќе користам, тогу се предвижда надоле на M може да најдете Metaverse, кај што се буквално сите токени кои што се поврзани со метаверсот и кои што како такви би ви дале многу по, значи може да видите само од исклучиво ваквата категорија кои се најдобрите токени, со тоа што ви дава и кое е нивното место на целата листа на криптовалути според MarketCap нормално, како што може да видите на прво место е Sandbox со 1,6 билиони, потоа 1,55 билиона Axie Infinity, па Decentraland и Engine. Со тоа што Axie Infinity е гейминг токен и затоа, например, ние како таков не ја знаеме играта доволно за да можеме да вложиме во истата, но за разлика од тоа Sandbox, Decentraland и Engine сме многу подобро запознаени и веруваме дека истите имаат многу поголема, многу посигурна иднина во однос на тоа што го очекуваме во иднина од нив. Со тоа што, значи, ќе напоменам уште еднаш, оваков тип на категории како што се метаверс категориите, во оваа ситуација овие три токена како најдобрите токени како што можеме да видиме во самиот криптосвет, значи се поддржани од огромни корпорации, зборуваме оние корпорации од типот на Grayscale, од типот на Digital Currency Group и слични, кои што како така имаат трилиони под своите, значи буквално палци за раководење и со тие на некој начин знаат дека ова што доаѓа во метаверс ќе биде голем профит, со оглед на фактот дека огромни корпорации влегуваат се повеќе и повеќе во самиот свет на метаверс, затоа што како што може да видиме во денешно време, значи луѓето се спремни, како што е, гледате, за предмети во метаверс да платат огромни суми, а тоа е нешто што некој го направил во дигитална верзија, значи буквално не може никако да ви допринесе ништо во реалниот свет. Следно нешто за што сакам да поразговарам е уште еден момент зашто на некој начин сме толку позитивно
гледаме на метаверсот како таков. Значи гледате, ова е Sandbox моментално и самиот Sandbox за време на bear market, гледате колку само позиции нуди низ целиот свет. Значи не зборуваме само во одредена земја, туку метаверсот моментално станува толку голем без никакви граници што нуди, гледате, значи од било каков тип зборуваме, значи може да најдете работа од значи гледате, од арт, значи од уметност до дизајнирање, до инженерство, потоа ова се некои посебни подгрупи на инженерство претпоставувам, а не, ова е акаунтинг, извинете, значи сметководство, маркетинг, друг вид на работи, значи гледате, ова се цели категории на луѓе и се е нормално, базирани во одредени, да речем, континенти или држави, кои што се бараат низ целиот свет. Значи ова се категории кои што моментално Sandbox ги бара во bear market, кога целиот пазар е паднат. И постојано се бараат. Значи јас познавам луѓе кои што на пример на Малта работат исклучиво дизајн за Sandbox, каде што истите имаат буквално, значи нивната работа денес е да ги дизајнираат овие детали кои што ги гледате овде и како такви да ги продаваат како NFT на пазарот на Sandbox, каде што за тоа заработуваат огромни суми на пари. Значи нормално доколку имате ваков тип на искуство од типот на дизајнерство нормално со зборуваме блокчейн алатки, значи луѓето се развиле до тој степен што моментално работа за Sandbox и добиваат пари за креирање на ваков тип на значи дигитални предмети. Затоа и повторно, значи ќе напоменам дека метаверсот доаѓа напоредно со крипто пазарот и затоа веруваме дека како таков има голем потенцијал, посебно овие три играчи затоа што истите се први на пазарот, односно се овде како децентрален уште од 2017 година. И имаме многу големи играчи кои што стојат позади нив. Децентрален за разлика од Metaverse нема енџин како на пример значи како што може би на Sandbox, на првиот проект кој што ви го покажавме, самиот енџин беше многу поблизок како Minecraft, односно оние да речем коцкички. За разлика од тоа сега ќе ви покажам како изгледа самиот децентрален. Значи како што може видите многу реалистично е ова е на пример казино како изгледа во самиот децентрален. Значи, буквално, ова сето ова што гледате овдека моментално може да се користи. Значи, вие може да седнете на било која од овие маси и да играте, може да се транспортирате било каде сакате, значи ова се огромни плази, така се нарекуваат, каде што, значи буквално, само кликате jump in и ве носи на самото место каде што, нели, сте кликнале да одите. Значи тоа е една огромна мапа на цел свет на децентрален, каде што може да се движите каде сакате во кое време и истате, значи буквално значи како реален свет. Буквално. Значи имате од некои игри до, како што рековме и на самиот Sandbox, значи званични бизнис згради каде што може да одите на работа, на пример, доколку вашите канцеларии се стационирани таму. Значи сега иако станува збор за на некој начин дводимензионална игра, истата нуди ултра реалистично на некој начин искуство со тоа што може буквално да се шетате низ целиот свет, да правите што сакате, значи иако е сето тоа на почетокот, значи потенцијалот на ваков тип на свет е огромен. Значи гледате, ова се некои мали игри кои што може да ги играте на самиот децентрален, но пак ќе кажам, значи самиот свет нуди огромни можности и моментално ова што гледате на пример е поседувано од големи корпорации кои што вложуваат многу пари за сето ова да изгледа вака и сите овие работи кои што ги гледате се функционални. Значи се што гледате во типот на да речем машини или некои овие мали апликации, сето тоа е уствари комплетно функционално и е комплетно применливо, што на некој начин би било замена за секојдневниот свет и колку повеќе го развиваат, толку повеќе би на некој начин ги исклучил луѓето од секојдневниот свет и би ги внел во овој метаверс кој што е моментално на самиот почеток. Значи ова е таа глобална мапа на која што ги гледаме овие големи плази каде што можеме буквално во секој момент да се транспортираме каде сакаме, со тоа што како што рековме и овде, значи како што видовме нели на самиот маркетплейс кој што го имаат истите, значи овие мали квадратчиња кои што се буквално еден пиксел од целото ова што гледате овдека, значи овие мали квадратчиња коштаат огромни суми на пари. Значи тоа е многу битно кога ќе го согледаме фактот дека сега моментално еден да речем метар квадратен, значи оваа мала количина на недвижност има толку голема вредност, замислете колку има кога сето ова понатаму значи ќе се развие до степен да имаме уште повеќе корпорации кои што влегуваат на децентрален и на некој начин финансираат во самиот метаверс.
Сега, да не забораваме дополнително, значи што сакам да ви покажам. Моментално ова е моменталната денешна слика на тоа како изгледаат евентите во самиот метаверс. Значи гледате, ова се моментално евенти кои што се случуваат, значи буквално може да најдете концерти, може да најдете изложби, може да најдете значи продажба, гледате лайв DJ шоу, значи буквално може да најдете се и се што, од активни казина до гледате овде ќе имаме аукции на дела од одредени автори. Значи ова се моментално, гледате, имате распоред, постојано нешто се случува во самиот метаверс, односно доколку сте внатре буквално, значи може да запознавате, комуницирате со луѓе, гледате филм, може да гледате, значи се повеќе и повеќе на некој начин се интегрира општеството на ваквите светови, што без разлика дали тоа за нас е позитивно или негативно, мораме да го на некој начин да го искористиме за собствен профит. Значи затоа и ние гледаме позитивно на ова, затоа што истото моментално ни нуди на некој начин голем потенцијал за заработка во наредниот бул маркет, каде што овие на некој начин метаверси ќе стануваат се поголеми и поголеми, а се поголем број на луѓе ќе влегуваат буквално во сами. Гледате, имате и категории, значи дали е едукација, дали е надпревар, дали е уметност, значи гледате, имате буквално огромен број на категории на што се случува моментално во моментов. И може да си оберете, значи буквално да влезете таму. Значи многу едноставно, не ви бара никаква сума на пари, значи ова не е игра која што мора да инсталирате. Значи буквално само треба да влезете и да се логирате со обичен, да речеме, MetaMask, и вие може веднаш да влезете во самиот свет на децентрален, значи тоа е се што е потребно за Sandbox и децентрален, за да влезете и да почнете да го истражувате самиот свет. Трета категорија која што на некој начин кој што ни е многу да речем потенцијален во однос на оно што планираме да акумулираме за наредниот bull market е Engine проектот кој што се занимава со правење на NFTs. Не само што се занимава со правење на NFTs, туку Engine самиот по себе представува посебна крипто валута која што има технологија за создавање технологии. Значи, на некој начин представува работна маса каде што луѓето кои што сакаат да направат одреден NFT, дури истиот да биде функционален, значи да речеме, да пример сакате да направите одреден флипер машина за казино. Значи вие на Engine може целосно да го направите од неговиот изглед до неговата функционалност и како истиот ќе може да биде користен. Значи зборуваме за целосна функционалност. Значи не само како предмет кој што ќе биде за изглед на самиот метаверс, туку и негова комплетна функционалност со реалниот свет. Значи на некој начин Engine нуди комплетно креирање на NFTs и истото поврзување со реалните вредности во светот. Значи, затоа Engine самиот по себе како проект создаден на Ethereum мрежата, значи самиот по себе за нас представува огромен потенцијал затоа што моментално огромен број, како што можеме да видиме, ова е на неговата основна страна, верувате ми, ова се вистински податоци. Значи гледате, 1,2 билиони NFTs се направени на Engine платформата. Гледаме, значи имаат и само собствени wallet-и и ова е моментално колку на marketplace моментално, значи колку на еден marketplace имаме во износ на долари, колку неговите NFT извредат. Значи затоа и рековме дека самиот Engine нуди огромен потенцијал за понатаму во самиот метаверс, со тоа што истиот моментално значи на Polkadot создава и собствен marketplace кој што ќе се нарекува EFI и кој што како таков, значи сега ќе ви покажам и тој момент. Значи тоа е краудлоунот на Parachains на Polkadot кој што веќе е завршен. Тоа е Affinity проектот кој што ќе биде уствари исклучиво marketplace за она што се произведува, односно она што е направено на Engine, каде што со Affinity, со EFI токенот ќе може да се купуваат овие. Значи самиот EFI беше дел од вторите аукции, односно од 12 до 18 од Parachain Auction, каде што самиот EFI доби, гледате, третото место го доби во сега ќе го најдеме каде се наоѓа, не. Тоа може да сум само да видам дали е на првите од 6 до 11, да, мислам дека беше овде. Да, значи можеме да видиме самиот Affinity го доби 6-тиот auction трет од значи 100 кои што ќе бидат на
парачейни на Polkadot. Со тоа што замислете, шестото место е одма после првите топ 5 кои што веќе се знаеше дека ќе биде победници. Сега чисто да ви покажам колкав капитал е заклучен во ова е само сайт проект на Engine. Значи гледайте, за овој капитал да го добие шестото место се заклучени 7 милиони и 695 илјади DOT. Односно, ова е заклучената вредност, сегашна вредност е 68 милиони долари, но тогашната вредност кога ова се случуваше, значи DOT беше на некоја вредност од 30 до 50 долари, до неговиот all-time high, и затоа, значи, гледайте колкава сума на DOT е заклучена за овој проект да добие значи, слот на Polkadot Parachains, а со неговото добивање на Polkadot Parachains слот, тоа значи дека истиот ќе биде базиран на Polkadot, на DOT блокчейнот, и истиот како таков има сигурно, значи сигурен потенцијал за профит, затоа и ние финансиравме дел од нашиот DOT во оваа аукција и сме добитници. И со тоа сакам да ви кажам дека Engine проектот заедно со овие претходни два, затоа се топ 3 проекти во кои што сакаме да финансираме во наредниот bull run. Значи овие два затоа што станува збор за најголемите метаверси, а Engine третиот затоа што е најголемиот продусер, односно најголемиот произведувач на NFTs во самиот метаверс свет. Значи како такви веруваме дека имаат огромен потенцијал за барем за профит во нашето портфолио. Сега ќе се вратиме на кратка анализа во однос на тоа што се случува со самите токени. Значи прво ќе разговараме за Send. Гледаме дека all-time high на Send во претходниот bull run беше 8,83 долари, со тоа што Send за разлика од Engine и Mana не е толку долго на пазарот, значи истиот е од 10 август 2020 година, значи тоа е кога официјално е излезен на пазарот, нормално проектот е малку постар, значи пред initial coin offering. Сега, значи како што рековме претходно, плавата линија ни представува една година пред халвингот, црвената ни представува халвингот, со тоа што мораме да видиме дали овие значи проекти ќе опстанат до самиот до барем една година пред халвингот, кога очекуваме до овој период да биде достигнато дното на биткоин цената. Со тоа што ја гледаме ова тренд линија која што се движи нагоре точно во ова, значи жолтите полења на сите анализи кои што ги правиме за алткоини и за биткоин ни представуваат полења на акумулација во bear market, каде што очекуваме да акумулираме најголем дел од ваквата криптовалута. Значи ние, како што рековме, и до сега очекуваме да има дополнителен пад на биткоин, затоа очекуваме цената на Send да се врати до претходниот all-time high, првиот кој што го има достигнато, негде околу 94 центи, односно 1 долар. И иако имаме паѓање надолу, не веруваме дека ќе успее да го пробие. Значи гледате, во еден бран нагоре, ова е една свеќа која што е во обратен правец. Истата е значи како резултат на одбивање од претходниот all-time high, затоа и веруваме дека ова ќе биде многу јак реон на некој начин на акумулација, каде што ќе можеме да акумулираме и каде што веруваме дека цената, иако се задржи во ова поле, во моментот кога ќе допре оваа тренд линија која што потекнува уште од самиот почеток на проектот, ќе почне да се движи нагоре. Значи, друго што можеме да кажеме да кога се вратиме на неделно ниво, чисто да видиме како стои значи самата ситуација. Значи не можеме да разговараме за биткоин дно од 200 неделната средна вредност, која што најчесто ни представува како на биткоин така и на алткоините еден вид на мерка, затоа што проектот е премногу млад. Но можеме да видиме дека моментално се наоѓаме под 78% од Fibonacci секвенцата од неговиот почеток па се до all-time high на 8,8 долари. И гледаме дека ова е единственото ниво кое што моментално ја држи цената да не падне до местото на акумулација, а тоа е неделно ниво. Ова е прв all-time high после пробивот од претходниот all-time high на 22 март 2021 година. Значи овој all-time high на 30 август 2021 година моментално се уште ја држи цената во ова поле, но веруваме дека истата ќе падне подолу, посебно со овој Fed митинг кој што го очекуваме да се случи на 14-15 јуни, за кој што веќе разговаравме во вчерашното видео. Значи веруваме дека тоа дополнително ќе ја бутне цената до акумулационо поле кое што ќе биде местото каде што очекуваме да добиеме дно на биткоин цената, а со тоа и акумулацион период за сите алткоини кои што сакаме да ги акумулираме. Значи затоа ќе анализираме само на месечно и неделно ниво. Нема поента да налегуваме во помалите
временски зони со оглед на фактот дека не планираме сега за сега да ги купуваме се додека не го достигнат апсолутно до дно. Значи како и самиот биткоин гледаме дека имаме огромен број на недели во напореден пат. Значи самиот маркет сайфер покажува, значи пресврт, покажува дека цената ќе почне да се движи нагоре, но веруваме дека и тоа да се случи ќе има, значи само краток период на корекција и потоа ќе продолжи да се движи цената надолу како и целиот останат криптопазар. За разлика од тоа, Mana е многу постар проект, значи Mana е првиот метаверс на светот, кој што се уште опстанува до ден денес, кој што потекнува уште од 2017 година од тогашниот bull market. Значи гледаме дека самиот проект на пазарот е од 20 ноември 2017 година, но за жал, значи влегува точно во крајот на bull маркетот и затоа, како што можеме да видиме, поголемиот дел од историјата на самиот проект е акумулација, значи ќе се вратиме на месечно ниво, за да може тоа детално да го видиме. Значи, гледате, на месечно ниво целиот овој период за bear market представува своевидна акумулација пред истиот да добие драстичен напредок во моментот кога самите проекти за гледате, значи од 2017 година па преку целиот период до 2020 година летото имаме акумулација во буквално минимална цена, значи зборуваме за 4-5 центи. И замислете, од ваквата цена Mana успеа да достигне значи сума од 6,09, односно $6. Значи тоа е огромен напредок и огромен профит за оние кои што биле паметни да финансираат во самиот проект. Со тоа што моментално, значи веруваме дека претходниот all-time high кој што го постигнал на крајот од булранот од 2017-18 година е уствари горната, практично неговиот топ е долната граница на акумулационото поле во кое што очекуваме да акумулираме Mana за наредниот булран. Со тоа што гледаме дека имаме два скока на самата цена на Mana и затоа и веруваме дека ова ниво, кое што, значи доколку се вратиме на неделно ниво, многу појасно можеме да го видиме самиот акумулационен период и зошто е тоа така. Значи, гледате, ова е уствари ова на месечно ниво од претходниот all-time high, кој што е долната граница на акумулационото поле, а горната ни представува ова. Гледате овдека, значи имаме точен левел каде што цената се задржува над и под. Значи затоа и веруваме дека овој обем на трговија во овој сегмент ќе биде многу битен за задржување на цената во самото акумулационо поле, со тоа што гледаме дека средината на акумулационото поле ни представува 200 неделната средна вредност на Mana. Значи гледате, точно допирот до самата 200 неделна средна вредност имало огромно одбивање на цената нагоре, значи дека секое приближување на цената до 200 неделната средна вредност уствари би представувало своевидно дно, како што можеме да видиме во претходниот сегмент на самиот Mana токен. Затоа и очекуваме со следниот пат на биткоин, зашто веќе разговаравме, односно следното одбивање од оваа тренд линија која што потекнува уште од самиот врв на all-time high. Значи, гледате, имаме 1, 2, ова ќе биде трет обид за кршење на самиот тренд линија, но не веруваме дека тоа ќе се случи затоа што целиот криптопазар е се уште во пат, иако како и на SEN, така и на Mana имаме доста позитивни знаци во самиот маркет сайфер, но се уште е рано, веруваме дека се уште е рано за овие токени да почнат да се движат нагоре, се додека не видиме дно на биткоин. Да видиме што се случува со Enjin на кратко пред да го завршиме ова видео. Значи доколку се вратиме на месечно ниво, исто и ова е еден од оние стари токени на Metaverse кои што потекнуваат од 2017. Значи гледате, исто и овде. Значи крајот на булранот 2017 успеал да направи all-time high од 56 центи, со тоа што во следниот дел имаме огромен обем на акумулација пред следниот булран. Значи иста ситуација веруваме дека ќе се случи и овде, односно долната граница на акумулационото поле ќе биде претходниот all-time high на Enjin и гледаме дека овде ќе имаме два врва кои што успеал Enjin да ги направи, со тоа што all-time high за Enjin во претходниот булран беше $5. Веруваме дека има потенцијал да направи уште многу поголема, добивка во наредниот bull market, затоа што како таков со својата технологија е уникатен, веќе разговаравме за тоа. Сега ова е на месечно ниво, значи гледате зошто е овдека на место на акумулационото поле, секогаш на неделно ниво може да видиме подобро.
Значи, како што можеме да видиме, ова е еден од ретките коини кои што паднал под својата 200 неделна средна вредност, но тоа не уменја фактот дека се наоѓа во ова акумулационо поле кое што ни беше одредено на месечно ниво од онаа свеќа. И затоа гледаме дека, значи, истото акумулационо поле пред тоа било два пати поддршка за цената да продолжи во следниот all-time high, а моментално претходниот all-time high и ова ниво на поддршка кој што било за самиот булран во 2021 година, ни се двете граници во кои што очекуваме, а веќе се наоѓа цената на Engen да купуваме од самиот Engen за наредниот булран, но нормално ќе почекаме да видиме, можеби истиот ќе има и подлабок пат, со оглед на фактот дека се уште целиот криптопазар планира да, значи се изгледа дека ќе паѓа до конечното дно на биткоин. Затоа очекуваме да видиме дали ќе има подлабок пат, иако веруваме дека ова ќе биде најголемиот дел на акумулациона зона за овој токен во наредниот bear market, во тековниот bear market. Со тоа, ова би било на некој начин последната анализа од овие три токена за кои што разговаравме. Само сакаме да напоменеме уште еднаш дека метаверс како таков доаѓа и истиот, верувајте, ќе остане. Значи, иако ова е малку изгледа како некој филмско сценарио, метаверс како таков, значи кога станува збор за огромни корпорации кои што се стварно заинтересирани за него, се повеќе и повеќе покажува дека ќе стане дел од секојдневието. Посебно оваа претходна пандемија ни покажа дека, значи, компаниите почнаа да изнаоѓаат креативен начин како својата работа да ја пренесат на интернет, наместо да ги тераат луѓето кои што работат за таквата компанија да доаѓаат секојдневно во собствените канцеларии. Значи, ова беше првиот момент каде што Decentraland и Sandbox на вистина добија вистински секојдневна корист, со тоа што, значи, сега моментално многу големи корпорации неуваат дека доколку Facebook на вистина направи свој метаверс, налик на овие два, значи истите ќе направат своји канцеларии каде што луѓето нема да имаат потреба да доаѓаат директно на работа, туку само со својот аватар треба да бидат присутни во таквите канцеларии каде што на некој начин ќе може да работат својата работа, а никогаш да не го напуштат својот дом. Иако тоа изгледа малку смешно и се уште ни е неприфатливо, значи само ќе ве потсетам дека периодот за промена на оние мобилни телефони со копчиња до мобилни телефони без никакви копчиња беше така речено 2 или 3 години. Значи, ете во таков тип на подем на технологија живееме, каде што, значи, буквално луѓето им беше непоимливо да имаат тачскрин телефони, до момент каде што сега не може да најдете телефон со копчиња, па макар и да ве моли вашиот дедо да најдете таков. Се разбираме? Значи, ако можеле тоа да го направат за 2-3 години, од еден тип на технологија да се префрлиме во друг тип на технологија, каде што веќе претходниот не е комплетно неприфатлив, значи, истото можеше оваа пандемија да го направи во однос на тоа што се случи, каде што корпорациите одлучија дека нема логика да се држат огромни објекти кои што коштаат многу пари за самата одршка, за нели поправки, одржување, сметки за самиот објект, каде што истото може да го направите онлайн за многу помала цена, каде што секој може да седи дома, а во исто време да доаѓа на работа. Значи, ова е само еден од оние примери кои што можем да ви кажам дека многу ќе го напредне самиот метаверс во однос на користењето на интернет и во однос на оној Web 3 интернет кој што доаѓа да го замени Web 2. Затоа и повторно ќе ви напоменам, значи ова е само моје представување на тоа што уствари доаѓа во иднина. Би ве замолил да направите сопствено истражување и да не избрзувате пред да купите нешто, значи ова не е финансиски совет, ова е само наше гледиште на тоа каде моментално се движи целиот криптопазар и со тоа уствари очекуваме, нели, да направиме одредени потези кои што би ни донеле профит на нашето портфолио. Затоа ќе ве замолам да седнете и да направите ваше сопствено истражување детално пред да финансирате било кој од овие проекти. Ние само ви ја даваме информацијата, на вас останува да одлучите што понатаму ќе правите со истата. И со ова би ве замолил уште еднаш пред да завршиме да споделите нашето видео на некој кој што сака да научи повеќе за крипто пазарот и во случајов метаверзот. Нормално секој коментар и лайк се добре дојдени. Овде сме да работиме за вас, се додека имаме поддршка од ваша страна. Со тоа би ви заблагодарил уште еднаш на целата поддршка која што ни ја давате и би ве замолил да продолжите и понатаму, затоа што овој канал е за
да ве информираме што уствари се случува моментално во криптосветот. Ви благодарам уште еднаш и имајте добар ден од тимот на Криптогемиџија.